партии на 2 милиона народ. Добро? Филип, според Буба, да слушаме дека земјоделието ќе умира, според тебе дека со новите избори и новата влада дека ќе продолжи? Ја не верувам дека ќе умира и тој не кажа така. Тој имаше... Мислам дека ќе заживее со... Не ми мерете време сега на мене. Да не му одзиваме време. Не, сакам да кажам дека он има малку различен поглед, меѓутоа нашите погледи не се разликуваат еден спрема друг. Во секој случај, ако се констатира дека е во криза, се сложуваме, меѓутоа јас сакам да кажам дека може да се подобри работата, не треба многу. Не треба неколку производствени циклуси или нивоа на технологија за да ние дојдеме и да бидеме конкурентни. Она што го имаме од земјата, а ова е света земја, треба да го искористиме. И мислам дека треба да се свртиме према земјоделците и после се ако сме одговорни во на работа што ја работиме, треба да даваме надеж. Така што мислам дека сме на иста линија и не е ова реплика, туку само да си ја довршам мислата. Благодарам. Господин Петровски, вие сте покрај се и политичар, нормално е да се дава надеж од политички аспект, да се ветува нешто, но Бубо, имаш ли да... Па, убаво кажа, Филип убаво го кажа ова, меѓутоа, деновиве се сведоци како некои се трудат па да ги злоупотребат земјоделци. Сега да не именувам која телевизија, да не именувам кои се страници на телевизии преку емисии што ги емитуваат на телевизијата, фактички си прават политичка кампања за својата партија. Тоа толку очигледно дека се работи за класична злоупотреба на земјоделците. И земјоделците сами не треба да наследуваат на тоа. Имаме реплики? Немам што да кажам, но земјоделците се свесна категорија на луѓе, видоа се што се случува и во последниве 4 години и во последниве 15 години и можат да определат кој ги застапува нивните интереси, така што немам што повеќе од ова да дополнам. Благодарам. Така, а вие, почитувани гледачи, исто така ќе можете преку вашите фиксни телефони или преку мобилните мрежи на Мобимак повторно да дадете гласот за еден од 20 кандидати, овој пат за господин Филип Петровски на позицијата А на 141367 или за господин Бубо Каров на 14362, а вие, почитувана публико, исто така ќе можете да учествувате во создавањето на вечерашниот победник, па да го слушате на вашиот глас за господинот Филип Петровски на А позиција или господин Бубо Каров на позиција Б. Добре, ајде, додека ги преброиме гласовите, јас мислам дека можеме да го слушаме и гласот на народот, за да бидеме посигурни. Дали сметате дека земјоделец е професија во изумирање или пак е тоа надеж за државата? Па ја мислам дека е надеж за државата и това е да се обрати поголемо внимание. Сега постепено, ако државата има волја за това, може да оди во прогрес, напред да оди. Па земјоделието е, јас како што гледам, без земјоделие држава ниједна не може. Мора земјоделието да биде напредено. Али зависи како ќе биде напредено и треба и државата тука да учествува да помага нешто на земјоделците. Кај нас изумира, али не баш толку, али скоро изумира. Се дава стално земјоделците дека нема помош, дека поплави има вика што се дешаваат, дека нема помош од државата, дека откупите тешко идат, тоа производството слабо и оди, слабо нема каде да го пласират. Мислам дека резултатот од публиката е веќе јасен и според нашите камери, но пред да го објавиме вечерашниот победник, само да ве потсетиме дека тој ќе учествува во полуфиналето, за кое досега